Првенствено кај родителите имаме неколку основни фази на тагување кои што и веќе се гледаат на терен. Првата фаза беше онаа фазата на шок, која што траеше само неколку дена после случајниот настан. Тоа е онаа фаза во која настанот се случи, како и секоја немила ситуација, ненадејно, неочекувано, едноставно тоа е психолошки нормално кога не сме подготвени за нешто, да бидеме во фаза на шок и да се активираат кај организмот одредени одбрамбени механизми, за да се надоврза фазата на негација. Или тоа е онаа фаза кога личноста одбива да ја прифати реалноста, не сака да ја погледне на вистината во очи, не сака да го прифати фактот дека тоа се случило, па тука се јавува, да речеме, лутина, бес, гнев, себе обвинување, можев ли нешто поинаку да направам, можев ли да не го пуштам своето дете да отиде на тоа место. И тоа не само кај возрастните, не само кај родителите, да речеме и кај децата од средните училишта со кои работевме, посебно оние кои имале другарчиња, кои биле на местото на настанот, можев ли да го убедам другарот да не отиде таму, дали нешто погрешив. Знаете, ја секогаш велам да имаме временска машина, секој еден од нас би врати назад точно, да, некогаш барем да понекогаш. За да нешто промени, меѓутоа факт е дека тоа е една фаза која што е психолошки навистина интензивна и тешка, колективно па и индивидуално, веќе таа фаза се надминува во моментов, состојбата е фаза на тага, фаза на интензивна емоција, кога веќе се соочени засегнатите личности со реалноста, кога едноставно болуваат и ние како психолози им овозможуваме на еден индиректен начин да минуваат низ таа своја болка, за да последната фаза биде фазата на прифаќање на реалноста, фазата во која во таа интензивна тага првенствено родителите, а потоа и сите останати, учат, се прилагодуваат на она што значи болка, како да живеат со фактот дека нивното најдраго, најмило веќе не е присутно.